Македонската кошаркарска репрезентација ќе се најде во вториот барабан во пресрт на ждребот за квалификациите за Европското првенство во Украина во 2015 година. Ќе има вкупно 7 групи, а секоја селекција ќе игра по 6 надпревари. На ова првенство ќе учествуваат 24 репрезентации, а пласман веќе обезбедија Франција, Литванија, Шпанија, Хрватска, Словенија, Србија, Украина и Естонија. Ждребот за квалификациите за Европското првенство ќе се одржи на 3 февруари во Барселона. Македонија се наоѓа на 11-тото место на ова рангирање на ФИБА Европа. Квалификациите почнуваат на 10 август, завршуваат на 27 август. Селекциите што ќе добијат вајлд карта за светското првенство нема да играат квалификации за Европското првенство. Јувентус постигна договор со Арсенал за трансфер на Мирко Вучинич. Јувентус постигна договор со Арсенал за трансфер на Мирко Вучинич. За финализирање на трансферот единствено е потребна уште согласност на самиот фудбалер. Црногорецот ги проценува во моментот своите опции и сега тој е во Англија на медицински прегледи. Двата клуба се договориле фудбалерот да игра во Арсенал следните 6 месеци под наем, а потоа веројатно ќе добие шанса и за перманентен договор. Вучинич беше на пат да му се приклучи на Интер како адот на Фреди Гуарин, кој пак беше и во Торино, каде што ги помина прегледите, но трансферот пропадна во последен момент. Дека црногорецот е вишок во составот на Конте, говори информацијата дека од Јувентус веќе официјално потврдија дека Даниел Освалдо од Саутемптон е доведен во клубот на 6-месечна позајмица. Фудбалерот на Њукасл Јоан Кабаје и официјално потпиша со Пари Сен-Жермен со време траење од 3,5 години. Трансферот ќе биде потврден откако играчот ќе ги помине лекарските прегледи. Парижаните ќе платат сума од 20 милиони евра за 28 годишниот француски репрезентативец и во зависност од настапот на Кабаје, Њукасл би можел да инкасира уште 3 милиони како бонуси. Кабаје својата кариера ја почна во Лил, а во 2011 беше продаден во Њукасл. За англискиот тим одигра 93 надпревари, постигна 18 гола и 14 асистенции. Пред 2 дена управата на Њукасл ја отвори понудата во вредност од 14 милиони фунти, што ги принуди парижаните да направат сериозна понуда, која на крајот беше прифатена. Само 3 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Индијана го загуби врвот во конференцијата откако го претрпе 10-тиот пораз во сезоната. Тие беа совладени на домашен терен од Феникс со 102-94. Горан Драгич со 28 поени и 7 асистенции го предводеше гостинскиот тим, додека кај Песерси трипл-дабл учинок оствари Лен Стивенсон, 14 поени, 10 скока и 10 асистенции. Њујорк стигна до убедлива победа во Медисон Сквер Гарден против Кливленд од 117-86. Кармело Ентони и Тим Хардавеј со по 29 поени ги предводеа Никси, додека Кајри Ирвинг со 24 поени беше најефикасен во редовите на Кливленд. Голден Стейт исто така пред своите гледачи славеше против LA Клиперси со 111-92. Дейвид Ли со 22 поена и 11 скокови и Стеф Кари со 22 поена беа најефикасни во домашната екипа, додека гостите од Лос Анџелес ги предводеше Блейк Грифин со 27 поени. За вечера се предвидени 8 надпревари во